што да кажам. Секоја чест за Вевчанци. Секоја чест за сите македонци и сите други што излегле денес. Малку сме, тоа е потоп, но ќе стане река, голема река, пловна река. Народот е исплашен, затоа го нема. Македонците се прогласени за терористи. Тој чин на затварање на овие невини луѓе беше порака дека македонците се терористи. Требаше македонците да бидат терористи затоа што терористите доаѓа од една друга страна. И се бараше рамнотежа. И таа рамнотежа тие ја склопија со притвор на невини луѓе. Парламентот не е само за тие кои ги кршат уставните права, кои се назначени да го водат народот и избираат криминално спикер на собрание, а да му се забрани на народот да се приближи до парламентот. Почитувани пријатели, тоа е светски раритетен случај. Зошто? Затоа што кај нас се затворија терористи, се прогласија луѓето со идеја, не со насилство. Вие сите знаете што е тероризам по Европа и Европа го тоа знае, иако сега росписки молчи за овој случај. Европа добро знае што се случи во Париски Батаклан. 160-70 мртви со бомби и уште толку ранети. Тоа е тероризам. Кажете ми дали Борис Дамовски, дали Ујгор Дурловски, дали Владо Јанески допреа и со прст некој па лежат како терористи и некои остатки. Кажете ми дали вреди еден човек што ја повлече нашата НАТО дама за коса да скапува 4 години во затвор. Кажете ми дали е тоа хуманизам, кој бездушен судија беше тоа што го направи. Каква власт е таа, додека овие ги пика во затвор терористите, вистински ги ослободува. Знаете ли што е тоа, драги пријатели? Тоа е еден проект кој одамна е подготвен и од Европа и од нашите власти, за жал. Уште од 90-та година, кога се осамостоивме, јас не мислам дека сме осамостоени, да се стигматизира македонското битие, македонскиот идентитет, да се навреди и понижи до коска. Европа, НАТО, ние сме запнале кон нив, а не се прашаме кои се тие. Европа не е веќе Европа на просветителството, на Волтер, на Даламбер и на другите просветни духови од Француската револуција. Европа е денес шизофрена. Европа произведе 2 светски војни, 2 најголеми злосторства на човештвото. И таа, за жал, се уште не се опаметила. Се уште и треба една голема катастрофа и ќе ја доживее што така се однесува. Греот кон Македонија ќе ја стаса неа. Нашето искуство со Европа е нацифашистичко. Не претерувам, ќе речете зошто. Затоа што уште 91-та година ја донесоа фашистичката декларација дека еден народ не смее да се вика како што му е името и дека нема пристап кон цивилизацијата. Запомнете, еден народ како индијанците во Америка е ставен во резерват, да не може да дише, баш тоа, да не може да се каже кој е и што е. Тоа е Европа, драги пријатели. Може, за некој е добрата, на нашето искуство со неа е горчливо. И за веки веков Европа не може да го спере срамот од Македонија, тоа што и го нанесе. Потоа, НАТО, вие видовте дека
ни беше дојден тој висок господин. Јас ги желам ВМРО-вци што отидоа да му се поклонат и да му ги бакнат колената. Нека имаат бар малку достоинство. И што каже тој? Дојде специјално да ни каже дека мора да го сменим името. Дека треба да сме безимени, живи и мртовци да појдеме во Европа. И уште што направи? Отиде да му даде признание на Ахмети. Што значи тоа? Знаеме дека НАТО и ја поддржуваше не само лобистички, туку и воено-терористичката 2001 година. И сега тој пак се враќа да го обнови споменот на тероризмот за македонците и пак да го понижи македонското битие. Тоа беше не. Значи, НАТО е, јас ќе ви кажам отворено, не се плаќа, НАТО е терористичка организација. Тоа е повеќе од јасно. Тоа не е фантазија. Затоа што гледате дека милиони бегалци од кого бегаат? Бомбардерите на НАТО и моćните европски држави, Америка. Свет секако има материјални богатства. Тие не нудат и не создаваат мир. Гледате со Турција, една од најсилните членки на НАТО, што се случи. Нема НАТО воопшто да не треба. Затоа треба најенергично да го одбиеме притисокот, дека треба да влегуваме и во Европа и во НАТО без имени. Оваа влада нема право ни аеродроми ни патишта да преименува. Не може господинот Заев не смее ни во Вуртино, неговото родно да преименува еден камен или дрво кој има древни имења, затоа што тој е меморија на народот, а камоли да го брише Александар македонски целата античка меморија, да го брише апостол Павле и библиската слава на македонското име, модерно. Кои се тие, нека оди тој, мајка му, татко му, сестрите, братучедите во НАТО. Ние не сакаме во НАТО. Ние ќе одиме евентуално со достоинство и во Европа и во НАТО. Почитувани, да не бидам дол, сакам оваа да прерасне во едно големо движење, како лани. Меѓутоа, морам да ја искажам мојата јанза. Она лани што се случи, народот беше разочаран. Се талкаше 2,5 месеци. Некој го стави во стапица. Некој стоеше зад него и после го стави во стапица и го прогласи уште за виновен, дека го осудува насилството. Нека знаат кој го сторија тоа и како партија. Народот треба да се избере партија од народот, народна македонска партија. Тоа е мојот закон. Јас така мислам. Веќе доста ни од елитите. И едната и другата мастодонски македонски партии подпишаа редица велепредјавнички договори. Тоа е многу јасно. И тоа е сосема. Сакам да го охрабрам македонскиот народ. Еве од овде, кој сум јас да го охрабрам, но сакам да кажам, нека излезе, нека не се плаши, нека излезат од глувчовите дупки многу. Не треба ние да имаме глувчешката психологија. Треба да имаме психологија на достоинствен и храбар народ. И уште нешто за притворот. Игор Дурловски беше затворен затоа што ја пееше македонската химна. А кај е овој терорист што ја пееше во собрание албанската химна? И беше избран за спикер на собранието, кон сите правни норми и процедури, еден човек со терористичко досие, исто. И малку ни беше тоа понижение, уште го одведеа на најсветото македонско место на Мечкин камен, да ги понижи уште повеќе македонци. Тоа се случува со Македонија. Трагична е ситуацијата.
Сега сакаат се да ни избришат. Александар, апостол Павле, Библија, сакаат и Илинден да ми избришат. Црквата ја екзархира, бугарска екзархија стана со Сега забрзано работат името да го ликвидира. Без име ние сме мртовци, че им оставиме на децата, на внуците, еден пустош, една смрт идентитетска. Сите антрополози во светот се слагаат дека нешто најстрашно што е, тоа е идентитетската смрт. Да се убие меморијата на народот. Што е нивната цел? Ако се смени името, ние немаме пристап понатаму. И до Илинден, бидејќи ако си Северна Македонија, апостол Павле не дошол во Северна Македонија, дошол во Македонија, Македонија и Грција. И така, значи треба да се освети. Ни ставаат замка. Името е едно, идентитетот е друго. Не прават глупави, ментално неспособни. Не е точно. Идентитетот на секоја нација извира од името. Посебно на македонската, која го има тој континуитет на име веќе 4-5 милиони. Во првата позната таблица на народите, на библијски Мојсей, пред 4-5 милиони години, е запишено тоа, името на Македонија, не ни на Бугарија, не ни на Албанија. И сега, тоа го прават Европа и светските силници, да го уништат меморијата македонска, да не постои воопшто свет за македонците и Македонија. Ви благодарам на вниманието.